И како што ви кажав уште во самата најава, наш денешен гостин е единствениот доктор Митов. Со тоа што тоа ви го соопштив уште на почетокот од емисијата, знам дека ве заковав буквално пред телевизорите. Доктор Митов, може да кажеме слободно дека е експерт за здрав живот, но мислам дека со текот на времето можеме веќе да го напредиме и во национален, народен советник за здрав живот. Добро ви утро. Ви благодарам. Да. Не сте ни биле од лани овде во студиото, а мислам дека не можеме здраво да се започнеме годината ако не ни дојдете. Да, еве ја приликата, па и не е толку доцна. Таман. Никогаш не е доцна. Поминаа празниците. Сега зборуваме на различни теми. Денес се одлучивме да зборуваме за тоа како природно и правилно да се ослободиме од вишок од килограми или она што кои се најчесто тие заблуди и грешки при тоа што ги правиме или она што е народски кажано држење диети. Но мислам дека тука е токму првата заблуда, дека погрешно се интерпретира поимот диета. Диета, точно. Да. Самото зборче диета, кој ќе си го кажеме, подразбира дека ќе почнеме да тераме некој начин на исхрана и дека тоа ќе заврши. Тоа е, нели, концептот. 2 недели, 5 дена, 3 дена по можност. Па нека и 3 месеци, нели, нека и 3 месеци. Грешката на концептот е дека треба да почнеме нешто, да го издржиме недели, месеци, ете така, дури можеме да го издржиме. И после да се вратиме на старо или на нормално, како што велиме. Цел овој концепт е погрешен. Значи, зошто? Заради тоа што ни ветува долгорочни резултати со краткотрајна активност. А тоа е парадокс. Не можеме со краткотрајна активност да имаме долгорочни резултати. Ако сакаме долгорочни резултати, треба и самата активност што ја преземаме да биде долгорочна. И затоа соодветниот термин според мене многу поправилен е промена на начинот на исхрана, на начинот на живот генерално. Ако сме немале доволно физичка активност да ја имаме, ако не сме имале доволно спиење да го имаме, ако не сме се дружеле доволно, бидејќи таа димензија е многу важна за целокупното здравје, па и за менталното и за физичкото, значи зборуваме за промена на начинот на живот. И таа промена нема да заврши. Не е концептот дека, нели, сега ќе трае промената недела, 5, месец, 2, 3, туку дека сега менуваме и тераме така за постојано. Тоа е првиот проблем со зборот диета. Вториот, уште потежок проблем со зборот диета е дека има психолошки набој. Знаете, кога ќе си го кажеме самото зборче диета, или колку тажно звучи кога некој ќе ви каже јас сум на диета. Да, тоа значи дека веќе нема дружба периодот со човекот, така, нема излегување, нема ништо, да. И претпоставам дека тогаш во тој период тој е сфокусиран само на тоа, така? И го обременува човек. Го обременува на многу тежок, на психички, на ментален начин. Бидејќи се чувствува како да е казнет сега. Како да правел што не треба, нели се опуштил, па јадел или било како што и да го перцепираме, и дека сега дојшол моментот кога сега е казнет, сега е на диета, сега е на магарешка клупа. Заради сите тие работи, има и други начини. И третиот, кој што сакам да го нагласам, а ќе зборуваме малку подоцна, е дека постојат толку многу, да ми простите на зборот, луди диети, секакви, јади само ова, јади само она. 9 јајца дневно. Ете така, и разноразни, па со вино, па ово, не знам, какви или не комбинации има, кои што се директно штетни за здравието. Значи, нема да вртиме одоколу, значи ќе кажеме дека тоа се директно штетни за здравието. Затоа, од сите овие причини, зборот диета не. Единствено, за жал ми е, уште, има еден многу убав збор кој што вели диетотерапија, меѓутоа, и тој мораме да го напуштиме токму заради тоа мало во него делче кој што диета, кој што се однесува, бидејќи, како што рековме, ги обесхрабрува луѓето да прават било какви промени. И некои луѓе се толку измачени од диети, не ќат веќе да слушаат на таа тема. Откажани се. Јас не можам.
Сум пробала, така? Сум пробал. Да. Ете Не е така. тоа за мене. Не е тоа за мене. Одлично. Пробале еднаш, два пати, три пати, со право се разочарале, бидејќи тие режими некогаш се извонредно тешки за одржување и затоа тоа зборче го бришеме од вокабуларот. Значи нема во речникот збор диета, има промена на начинот на живот, промена на исхраната, промена кон подобро. Дали вториот збор што треба да го избришеме е зборот понеделник. Утре е понеделник и тоа е мислам една од најчестите фрази. Да. Од понеделник или евентуално од први сум на диета. Тука има сега многу убава тема отварате, бидејќи можеме многу да разговараме на темата. Двата аспекти ќе ги опфатиме. Првиот аспект е тој, например, за поголеми работи. Например, пушењето го сметам за поголема работа од две причини. Прво, е многу потешко да се откаже отколку да се смени начинот на исхрана, бидејќи работам со навики кај луѓето и знам која навика е потешка, која е полесна. Да, ќе ви рече сигурно, еве се ќе сменам, ама цигарите не ги чепкајте, знам, така? да, и тоа сум го слушнал 100 пати да речем, малку е. Значи, кај луѓето е многу тешко кога зборуваме конкретно за навиката за пушење. Но кога зборуваме за таков тип на промени, како например за пушењето, за многу големи промени, Тогаш треба се зададеме датум. тогаш задавањето на датум е добра работа. 1 февруари, 1 март. Еве сега, например, кога луѓе ако не следат кои што имаат проблем со пушењето, 1 март е одлична дата. Бидејќи ќе им даде време ментално, психички, физички, секако да се подготват за моментот за откажување од цигарите. Но не да се препушат до тогаш. Да завршат. Напротив, тогаш малку по малку да почнат да намалуваат за и навиката, потребата од никотинот да опадне до моментот кој ќе речат целосно дека престануваат. Значи во таа ситуација кога голема работа треба да смениме или ако начинот на исхрана ни е многу нездрав, самите сме свесни за тоа, и тогаш е добро да поставиме дата, кога знаеме дека промената ќе биде драматична. Многу пати луѓето не се свесни за тежината на менувањето на навиките, особено ако немале пробано. Ако имале пробано, знаат. Меѓутоа, ако немаат пробано, може честопати да се преценат себе во однос на тоа колку е тешко или лесно да ги сменат навиките, посебно за исхраната. Затоа јас некогаш пациенти, ако разговараме и ќе видам, ако таа свесност не е присутна, ги прашувам, свесни ли сте на што се нафаќате? Оти, голема работа е ова. И не е лесен процес. Значи, напротив, е извонредно тежок процес. Така што колку е потежок процесот и колку повеќе си го знаеме карактерот, одредувањето на датум ќе ни помогне. Но во спротивно, тоа не треба да биде искористено па да одиме во другата крајност како причина за одолговлекување. Да. И сега да туркаме. Па понеделник, па први следниот, па мојот роден ден или како и да е. Во таа ситуација човек е најдобро да почне од денес, не од утре, и да си го постави следното прашање. Што можам денес, во рок од 5 минути, ништо повеќе, да направам во правец на целта која што сакам да ја достигнам. Например, ако тотално сум физички неактивен, дали можам 5 минути денеска да пешечам? Толку. Такви почетоци. Значи, почетоци понежни, повнимателни, не строги, не граница, да нема се потреба. Нема, оти многу пати кога човек така ќе тргне кон себе си со вака, построго, тоа завршува со неуспех. Честопати. Зависи од многу ситуации. Зависи од одлучноста, зависи од карактерот, зависи ако е здравствената состојба, исплашени од болест, не исплашени од болест, поддршка од семејството, не поддршка од семејството, моменталниот, како да речам, контекст, што ни се случува во животот, расположени ли сме, нели сме, депресивни ли сме, нели сме. Многу фактори влијаат на успехот на почеток на една промена на начинот на исхрана или диета забранетиот збор. Значи тоа е не е тоа туку така. Значи мора малку и да се наредат коцките за да почне тоа како што треба. Меѓутоа, одредувањето вака на мали чекори честопати кај луѓе може да биде многу корисно, бидејќи со тек на време давајќи се ги тие минимални цели и исполнувајќи ги, што е многу важно, тие ќе изградат самодоверба во однос на тоа дека јас можам да ги сменам своите навики.
Секој може, јас така кажувам, слоганот е секој може. Меѓутоа, за да го направи човек тоа, прво мора самиот да се увери. За да се убеди себе си, затоа се тие 5 минути на ден, кои што во рок од 2 до 3 недели, конзистентно секојдневно повторување на тие 5 минути, па и 10 кога ќе свати дека може, самиот ќе ги покачи, кога ќе сватиме дека можеме, расте самодовербата, самодовербата носи мотивација, мотивацијата носи успех, а успехот носи се повеќе и повеќе придржување кон тоа што сакаме да го направиме. Што значи, ако добро ве разбрав, за да направиме физички промени, прво треба да направиме психички. Апсолутно. Така. Апсолутно. Или како што велите вие, процесот на слабење не започнува од стомакот, туку од мозокот. Така е, тоа е точно. Тоа е првиот чекор. Тоа е првиот значи, чекор. Така. Тоа што треба да го разбереме многу пати е дека можеби пред да почнеме одма со промената на начинот на исхрана, ќе треба да разговараме со самите себе си 1-2 недели, например, да се убедиме самите себе си, да поразговараме со самите себе си. Например, многу пати луѓето кај нас ја немаат целосно представата дека прекумерно покачената телесна тежина, дебелина, народно, како што е кажано, јас тој термин не го употребувам. Но понекогаш е добро да се формулира така, за да се плесне За да- вистината во лице. Да. Најдобро е сам на себе си. Да. Кога прекумерно зголемената телесна тежина да се свати дека е болест. Значи јас не зборувам од естетски причини. Има други луѓе кои што ќе зборуваат. Тоа не е мојата тема. Јас како лекар, прекумерно зголемената телесна тежина ја третирам како здравствен проблем, бидејќи тоа и е. Човек што има многу зголемена телесна тежина, да не звучи тешко, ама треба да се свати себе си дека, ајде да не речеме дека има болест, ама дека има некоја состојба со која што треба да се справи И само од него зависи. и од него зависи, не треба да се помири. Значи, тоа е многу важниот момент. Никогаш не треба да си ја допуштиме мислата, или ако сме ја допуштиле, мораме да се бориме со неја дека јас сум таков, јас сум крупен. Конституција, ми е така. Ме разбирате, да. сме се ставиле себе си пред свршен чин. А битката во која не одите, нема шанси да ја добиете. Ме разбирате? Ако не пробаш, Ако немаш ги ни да кренете успееш, вие да. рацете однапред, ако однапред покажете бело знаменце, однапред се откажете, вие никогаш нема да ја намалите телесната тежина. Затоа, нели тука има сега да ќе влеземе малку во психологијата, има два вида на речник. Дали со соговорниците или со самите себе си, тоа е така наречениот активен или пасивен речник. Активен речник би бил кога имаме јас моментално имам зголемена телесна тежина. Ова е правилниот начин да го каже човек. Зошто? Оти го става во таа состојба Дека кога е што он моментално, сваќа дека да. моментално имам и можам да го надминам. Да се промени Так, моментално. ова е почетокот. Ова е почетокот. Значи, јас моментално имам зголемена телесна тежина и тоа можам да го надминам. Кој е обратното? Која е точката од која што нема прогрес? Тоа е точката која што вели јас сум крупен, такви сме сите во Во фамилија. фамилијата, да. Точка. Не велам дека тоа не е вистина. Има не само наследени гени, има наследени навики. Ако порциите дома биле како дете, кога сме биле големи, не е тоа наследени гени, тоа се наследени навики. И тие наследени навики нормално Колку што си човек со добро, ти бара големи организмот уште. па со големи порции нормално дека човек ќе се поправи. Нема бегање од тоа. Тоа е едно од сигурните правила за зголемување на телесната тежина, тоа се големи или двојни порции. Враќање нели по репете како што велиме народно. Е И уште браво, репете сакаш. сега тука така е. И се тука е моментот човек прво да свати како разговара со самиот себе си. Дали е тој активен или е пасивен речник. Затоа почнувам од главата. Ако ние сме наполнети себе си, сме наполнети во главата или сме се наполниле самите себе си со мисли кои што не ставаат во ров и како сме укотвени сме и не можеме да се движиме напред, нормално е дека ние нема да видиме прогрес на тоа поле. Сега кој ќе почне човек да си ги кажува тие реченици, кој е тој момент интересен кој што пак треба да го препознаеме и да го дозволиме.
де факто ние, народно кажано, ќе се лажеме себе си. Ќе ни звучи така. Зошто? Например, јас сум бил сега цел живот физички неактивен, седам, работата ми е со седење, дома ми е со седење, лежење, така, ете така. И сега јас сум имал представа за себе си и јас многу не се движам. Кога? Нема време, ова, она. И сега ја гледам емисијата со Искра и доктор Митов и го сваќаме моментот дека јас користам пасивен речник. И сега ја велам, сега ќе користам активен речник и си велам, јас досега физички не бев активен, но можам и сакам да сум физички активен. Последното делче, сакам да сум физички активен, ќе ни звучи малку смешно, кога ќе си го кажеме. Зошто? Оти ние сме навикнати да седиме. Ме разбирате? Но, таа мисла, тој период на лажење, така да речеме на самите, сакам да пешечам. А досега немало врска тоа. Меѓутоа, почувам да си кажувам дека сакам да пешечам, со цел да се убедам себе си. Ме разбирате? Значи, тука... Автосугестија. Автосугестија. Значи, работењето со сам себе не е сега, дајте ги сега 2, 3, 5, 10 листа со рецепти. И ај сега да преминеме на темата. Не, преминувањето на темата почнува овде. И со кажувањето на реченици кон самиот себе си дека јас сакам да пешечам. И рековме на почетокот човек тоа нема да го препознае. Меѓутоа ќе се тера себе си. Принудувањето на почетокот е дадено. Значи не може човек да ги смени навиките, можеби 5%, може туку така лесно, за сите останати има момент на принудување на самиот себе си. И кога ќе почнеме да се принудуваме да одиме, да пешачиме, прв пат да проодиме во живот. Да проодиме ќе ни се види тешко. Значи нема збор. Треба да го испланираме во денот, треба да излезем, па кај да одам, па околу куќата ли, околу зградата ли, па комшиите ќе ме гледаат. До работа може, например. Има многу опции, можеме да го зборуваме тоа. Значи има многу начини како тоа да се инкорпорира, да се вметне во врските во остатокот од денот. Меѓутоа, кога ќе почнеме да го правиме, што се случува? Откако ќе се принудуваме себе недела до 2, на втората или на третата недела, ние веќе ќе почнеме да го сваќаме тоа што си го кажуваме. Сакам да пешечам, дека почнува да станува вистина. Зошто? Бидејќи прв пат во животот ќе си дозволиме да ја видиме убавината на пешачењето. Оти така сме створени или така сме од Господ дадени. Кога ќе дојде човек и кога ќе се врати од пешачење, чувствува енергија. Тој не се изморил повеќе, тој напротив има повеќе енергија. Првата придобивка. Зборуваме за придобивки што ќе ги видите истиот ден. Ќе зборуваме за придобивки што ќе траат години подоцна. Истиот ден ќе се почувствуваме посвежо. Ќе се разведриме. Ќе ни се подобри расположението. Ќе ни се подобри циркулацијата. Зборувам моментално придобивки. Ноќта кога ќе дојде, ќе имаме подобар сон. Ако сме имале со недели, со месеци, со години полош сон, уште вечерта ќе имаме подобар сон, ако убаво се испешачиме себе си, убаво да вака да се измориме. Во следните неколку недели ќе почнеме да приметуваме, ако притисокот не бил покачен, како ќе почнува постепено да се намалува. Ако шекерот бил покачен, како постепено и тој ќе почне да паѓа. Ќе почнеме да приметиме како конечно и тежината ќе почне да се намалува. Доброто пешачење. И ќе ја сватиме вистински смислата на тоа што го кажуваме јас сакам да пешечам. Значи тоа што на почетокот сме се убедувале, сме се лажеле себе си, за неколку недели ќе стане точно. Само моментот на принудување на самите себе мора да го има. Но сега оној момент сепак мора промена и во начинот, режимот на исхрана. Да. Тука сепак им треба на луѓето совет од стручност. Така е, апсолутно, да. Ви изработувате и специјални програми. Да. Сега, прво сакав да ве прашам, дали постојат, читајќи од интернет, постојат ли универзални рецепти, односно програми, диети, што ги викаат, за сите, што може да упалат буквално кај секој човек? Или пак мора да е тоа индивидуално? Има неколку моменти тука, зависно со каква состојба се соочуваме. Прво е, дали се соочуваме само со потребата за слабење, или слабење со коморбидитети, зборот го научија... Да, со короната сега. Со короната, со жал сите го научија, сите го научивме тој збор. Односно, дали слабењето е во една состојба на
покачен притисок, терапија за ова, терапија за она, терапија за шекер и така натаму. Ќе почнем од второто. Втората состојба е доста комплексна. И тука водството ни слабењето треба да го прави лекар, според мое длабоко убедување. Зошто? Заради тоа што кога вие еден пациент од 100 килограми го водите на патешествието до 70 или до 80 и зима терапија за еден куп работи, вие мора да имате неопходно медицинско знаење и да има соработка помеѓу тој што го води интернистички, да речеме пациентот од една страна, едниот колега, и другиот колега кој што го води пациентот низ процесот на слабење, односно промена на начинот на исхрана. Во тој период на намалување на тие 20-30 килограми, во тој период од 3 до 6 месеци, вие ќе имате потреба од промена на терапијата. Неминовно. Зошто? Заради тоа што една е терапијата на 100 килограми, друга е терапијата на 70 од просто физички причини. Потоа, Јасно, да. Ќе дојде потреба ако е пациентот на терапија на покачен крвен притисок. Веројатноста дека уште на третата недела ќе треба да се коригира таа терапија е многу голема. Тоа или ќе го препознае колегата интернист, или ќе го препознае лекарот, во мојата ситуација, тој што го води пациентот на слабење. Уште посигурно е дека доколку пациентот е на терапија за диабет, па сега тука се грани дали е диабет со инсулин или е диабет без инсулин. Во сите овие случаи храната мора да биде индивидуализирана во смисол кон состојбата во која што е пациентот. Тука е моментот на индивидуализација и вкусот. Тие се двата моменти на индивидуализација, односно едно е кај пациент кој што има гихт и тука е пациент кој што има диабет. И тука сега веќе вие морате да одите во правец кон гихт кај конкретниот пациент и за диабет кај другиот, при што личните преференции, јадам граф, не јадам леќа, дополнително ќе направат момент на индивидуализација. Но, тука овој термин индивидуализирана исхрана е многу искористен и претерано искористен и злоупотребен. Во смисол, не може сега за вас да има храна која што е уникатна на планетата и само за вас. Ја сваќате финтата тука. Да. И сега тоа е финта која што е маркетиншки добра, да им се понуди на луѓето, Но сепак е станува збор за злоупотреба. Да, злоупотреба. Оти сега јас не можам да ви речам вам, вие за вас е граф, ама немојте леќа да јадете. Врз основа на што? Ме разбирате? И сега тука има некои приказни за некои така наречени крвни групи, генотип, сето тоа се измислици. Значи тоа се измислици, нема никаква основа во науката за да се даде. Или пак генетски прецизирана храна. И тука има некоја основа. Меѓутоа ни оддалеку не е тоа донесено до точка за да ви даде персонализирана исхрана. Има тука многу злоупотреби, многу замајување на луѓето, кои ќе дојдат двајца здрави луѓе, кои што немате потреба да го терате низ намалување на пурини, низ намалување. Нема потреба, здрав човек кој што едноставно покачил 20 килограми. Вие, освен бројката на калориите, внес и излез, под А, и под Б, личните преференции, јаде зеленчук, не знам, авокадо не јаде, леќа сака, ова неќе. Надвор од тоа, вие немате момент на доказ цврст, зошто треба на него јаболка да му дадете, круша да не му дадете. Ме разбирате? Меѓутоа, тоа веќе толку е исфорсирано, луѓето се навлечени на тој момент и таму тешко оди објаснувањето дека има персонализација во однос на состојбата со која што е пациентот и личните вкусови. Но надвор од тоа, како единка јас, Александар Митов, дека на светот постои храна која што само јас ако ја јадам ми годи, ама друг ако ја јаде крај, тоа не е точно. Кои се тогаш оние универзални совети, препораки или правила, златни правила да ги речеме, кои што важат за сите? Со исклучок да ги ставиме, да рековме, овие кои што имаат сериозни состојби така. Јас многу пати сум зборувал дека и уште зборувам и ќе зборувам дека сум убеден во медитеранската исхрана. Треба прво правилно да се свати кога ќе се каже што е медитеранска исхрана. Прво, до каде се протега Медитеранот? И дали Македонија е во Медитеранот? Ние би сакале. Па видете, некоја која е на пример од Кукуш. Така, сега, дали е во Медитеранот или не е во Медитеранот? Или некоја која е од Дојран?
Или ако е од Гевгелија, ме разбирате, морето е на 3-40 км воздушна линија. Или од Струга, исто и Јадраното од друга страна е блиску. Меѓутоа, ние го имаме Вардар, кој што класично спаѓа во подрачјето на Медитеранот. Да речеме, да се перцепираме кој што се влева во Егејското море. Ако се гледа така, апсолутно. Да. Па сега, да не навлегуваме нели во историја и во географската територија Македонија, ако ние гледаме целокупната географска територија Македонија со Егејскиот дел и со Пиринскиот, Вардарскиот, какво таа земја каде припаѓа? Тоа е класична медитеранска земја. Но значи сепак ние мислам дека сега го нашата немаме кујна- пристапот до морето, па Да. заради тоа ментално сме исклучени дека Што не не сме. значи дека еден ден ќе го немаме, како рековте така, моментално го Моментално, немаме. да. Друга тема Друга е тема. тоа, Сакам да речам дека ние не треба да границата кон Егејска Македонија да ни биде како немаме ние пристап на море, ние не сме Но медитеранска сепак мислам земја. дека нашата кујна спаѓа во балканска, така? Балканската Така е микс на медитеранска и има влијание од континенталните. Сега, на пример, ние имаме влијание многу, најмногу, од турската кујна. До некаде и грчката, меѓутоа турската и кујната и грчката кујна имаат најголемо влијание врз нашата исхрана. Тие се чисти медитерански, значи тука нема збор. Србија, на пример, дури кога ќе одите веќе кон Војводина, во тие делови кај што многу се јаде месо, таму веќе фаќа континенталниот тип. Основната разлика меѓу континенталниот и медитеранските типови на исхрана е присуството на месо, колку често или колку ретко. Значи, далматинската кујна е медитеранска, албанската кујна е медитеранска, грчката нема збор, италијанската, турска. Сакам да речем, терминот медитеранска е многу широк. Што значи сакате да кажете дека сепак нашата храна е доволно добра, така? Апсолутно, да. Не мора да експериментираме. Тоа сакам да речам. Нели? Тоа- Но сега да го извлечеме најдоброто. Ете сега, значи- Или можеби навиките се тука точно, што ги видете. мешаме, така? Нашата традиционална храна и тоа како е здрава. И тоа е всушност тој чадор термин медитеранска исхрана подразбира традиционални, како македонската традиционална. Таа подразбира грчка традиционална и делумно италијанска традиционална. Меѓутоа, македонската традиционална од грчката традиционална има минимални разлики. Што е грешката од современото доба? Прво, месото како што да разгледаме како било. Свиња се колело пред Божик, јагне за Великден. И се знаело зошто, се мислам, се знаело- имало причина што е тоа така. Така е. Остатокот од годината македонците збориме пред 100 години, не збориме пред 10 века. Пред 1 век зборуваме. Нашите дедовци што се вика се сеќаваат на тоа време. Остатокот од времето можело да биде кокошка, нели, петел, пилешко, меѓутоа ретко кое семејството големо, нема сега која ќе се заколе на свиња колку ќе има тоа да се јаде. Значи нема како што денес на претек огромни парчиња. Еве ја значи традиционалната македонска кујна прво да тргнеме од аспектот на присуството на месо. Да. Значи месото присутно, да. Меѓутоа месото е храна или за во недела или за во празник. Значи тоа е, зборуваме за традиционалното присуство на македонската традиционална исхрана до пред 100 години. Во превод не секој ден. Не но- месо секој ден. Значи тоа е првиот момент. Вториот момент. Тестенини присутни, да, меѓутоа не бели. Оти тестенините биле основа на нашата исхрана. До ден денес тие се основа и на италијанската, која што се смета за многу здрава. Меѓутоа кај тестенините, суштинското прашање е дали се од интегрално брашно или се од бело брашно. Или од обоено брашно. Значи, ако е од интегрално брашно, тестенината не е нездрава храна. Лебот од целосно зрно не е нездрава храна. И тоа луѓето треба полне со корисни работи. Каков глутен, да не речем глупости, глутенот е проблем за луѓе со целијакија. Да, признаваме, точка. И за многу мал процент со интолеранција. Ама тоа сега стана мода, Да. секој трет глутен му пречел. Тоа не е точно. Од научна медицинска гледна точка. Значи, да, го има глутенот во пшеницата, во лебот што сме го јаделе постојано. Меѓутоа, лебот бил присутен на македонската трпеза со секој оброк. Речи, тоа било основната храна. Ако е интегрално и не е полно со адитиви, конзерванси,
Тоа е здрава храна. Ништо не ни тежи. Сега веќе има и такви нели пекачи или како и да ги нарекуваат. Апаратчиња. Да. Ако сака човек сам да си го прави лебот. И убаво ќе мириса целиот дом. Па видете, нема да треба секој ден да се прави тоа. Да. Еднаш неделно преку сила 2 пати. Ако сме решили. Па во викенд да го замесиме тоа и да го ставиме во тој пекач, па нека е пола саат работа. Не знам, нека е саат работа некаде. Ако тоа е цената да треба да јадеме здрав леб наспроти нешто во кое што не сме сигурни, ете ја разликата. Тоа е второто нешто. И третиот момент меѓу разликата меѓу традиционалната македонска храна и тоа што го правиме денес е присуството на преобработени храни, а во нив спаѓа и многу големата количина на млечни производи. Значи, млечните производи и останатите препроцесирани храни. Зошто? Например, не било сирењето со доручек, ручек, вечера, како што сега може да биде. И имам пациенти кои што ќе ми кажат, докторе, само со торта не го јадам. Сирењето. Значи, сирењето е изворедно. Или ако не е сирење, тогаш е кашкавал. Тогаш е кашкавал, ама тоа се или демек многу почувствував глад навечер, ајде да биде нешто лесно, се сечев парче кашкавал. А тоа е, како да ви речам, подобро земете и зедете некое парче зеленчук, или салатка направете си на кратко, отколку едно навидум тенко парче, како се вика, кашкавал. Еве ги трите работи по кои што традиционалната македонска, еве не го користам терминот медитеранска, за да не се бунат луѓето. Да, во споредба, веќе рековме, не го користам пред 100 години. Пред 100 години. А дали е четвртата разлика е количината? Апсолутно да. Има и други. Има и моментот, например, присуството на зејтинот или на маслото. Каков и колку. Сега зејтинот. И сега е скап зејтинот, поскап е во меѓувреме, меѓутоа тогаш зејтинот бил чорбаџиска храна. Значи он бил многу тешко и скапо да се дојде до него. Значи не е како што е сега. И конечно степенот на физичка активност. Кој што не смееме да го се работело од сабајле до вечер. Од сабајле до вечер. Додека можеш да стоиш на нозе, се работело. Така и после. Апсолутно. И сега јас не велам, јас зборувам за време кое што е пред 100 години, кое што нашите повозрасни го паметат, кога биле деца. И кои што може да ни го раскажуваат како било. И еве ги тие луѓе и тие навики се или пак кога отидеме малку по поруралните средини, присутни се, уште зачувани се. Така што не треба ние да земеме да се префрлиме на храна, јас кога ќе речам медитеранска, не мислам на школки, не мислам на октопод. Мислам дека убаво разбра. Има уште нешто што сакам да ве потпрашам, а тоа не е, значи, дефинитивно важно само што внесуваме, еве и кои количини, туку исто така е важно и во кој период од денот, така? Така е. Зошто е толку важен периодот кога времето кога консумираме храна? Најнародно кажано, на нашето тело му треба период да одмори дигестивниот систем. Еве, за да го објаснам. Зошто? Значи цревата, горниот дел. Се речеме ноќе одмара, така? Ноќе, ама тој период мора да е малку поголем. Значи, а меѓу оброците треба да има време да се насоберат тие ензими кои што ги произведува панкреас, произведува жолчка, произведува црн дроб, значи во жолчка се чуваат. Сакам да речам, треба малку време, не можеме ние цело време да јадеме, нели, постојано, да грицкаме, како што се вели, туку треба да дојде храната во желудникот, тој да ја обработи, да ја пушти понатаму. Патенкото црево да ја превземе. Да, но тоа знаете дека е доста сложено за нас обичните лаици да го знаеме кој е тој временски интервал, кои се тие совети од прилика за да знаеме како да се многу едноставно, меѓу 2 до 3 часа помеѓу оброци мора да има. Сега ќе ви речат дали грицките спаѓаат во оброк помеѓу, така? Спаѓаат. Што значи буквално ништо помеѓу оброците, така? Ништо. Значи грицките можеме да ги употребиме ако на пример доручекот ни е 9, 8, 9. И сега ручекот ни е во 4, природно е да имаме некој меѓу оброк околу 12. Тоа е веќе 6-7 часа. Така, околу 12-1 природно е да имаме некој меѓу оброк. Ужина, кој што ќе биде овошје, на пример, но може и грицките да го појачат малку овошјето за да можеме да издржиме од и само овошјето, брго ќе огладнеме. Еве им ја улогата, ама не им улогата на грицките како што ние сме навикнати 10 саат, пуштаме телевизија
И ајде сега грицките. Цела вреќа чипс мора да се тоа, така? Ето, не така. Значи Вам така ми е не. смешно, ама некому е многу сериозно Знам, тоа. ја И буквално знам. ритуал без кој што не се може, така? Знам, и сега тука ќе треба постепено менување. Прво тој човек од чипс ќе треба да премине на пуканки. Значи, пак во фази ќе го извадиме од калта. Значи, оти нема да може веднаш да каже, ќе може, ама многу тешко ќе му биде и веројатноста е пак да се врати, да рече крај од вечер нема веќе. Постепено ќе биде полесно. Пуканките зошто велам. Сега и тие да не се изадат во една огромна количина, меѓутоа секако грам за грам ако ги споредуваме со чипс, се каде поздрави, каде. Поздрави Грицки, ете така да го Така е. наречеме. После од пуканки на што преоѓаме? После ќе насечени парчиња зеленчук, на пример краставички или нешто друго така што е веќе воднесто, лесно. И на крајта ќе преминеме на водичка, на ништо, значи Чајче, водичка. Чај за предспиење. Кој е вода. според вас идеален момент кога треба во текот на денот да се престане веќе со конзумирање? 19, 7 попладне, 20, 8 попладне, зависи од неколку фактори. Кога ќе легнеме, како бил денот распореден, работата до колку часни е, но тоа е тој интервал каде што треба 7-8 веќе да пресече. Важно не веднаш пред да легнеме во кревет, така? Тоа не е, оти нема да имаме квалитетен сон. Ние си мислиме, знаете како се, тука има многу утехи. Не можам да заспиам ако сум гладен, ќе рече, Ја првата така? утеха ја кажавте, да. Тука има многу утехи, луѓе кажуваат, ама јас не можам да легнам гладен. Па не е баш гладен ако е во 7 последниот оброк и во 10 легнувањето, на пример, или до 11. Значи, ако се 3-4 сати, ние многу полесно ќе спиеме и еден од предусловите за добро спиење е празен желудник. Значи, за да спиеме добро, не треба желудникот да работи. Така што тоа е тоа. Јас да прашам дали имаме време и можност само за уште едно секако, да, прашање. секако. Ако добро ве разбрав, почести оброци препорачувате, така? Да. Ово ми е вовед на она што сега станува, сигурно знаете и вие од вашите пациенти, клиенти, многу популарен станува фастингот. Да. Или може се каже испоснување, Ноќно постење, ноќно, да. Не само ноќно. Се не знам колку се искрени со вас. Така. Но Тоа што е велат 24-48 часа, така. или половина ден, значи од сабајле, дури кој ќе се дојде дома на 5-6 попладне, еднаш дневно да се јаде, што мислам дека се коси со сето она што порано го имам слушано од сите нутриционисти што ми имат гостувано, што генерално и кај нас беше погрешен начин на исхрана да се седне еднаш дома на маса и тогаш да се јаде. Точно, знаете како? Но велат многу полесно се чувствувам, подобро функционирам и најважниот оној психолошки момент што велите, не морам да мислам на храна. Се оптеретувам ако треба да мислам сега што да јадам, па за 2 сати што да јадам, вака ми е полесно, знам дека не треба да јадам. Првото прашање тука е, како што рековме, дали е привремено или е долгорочно. Ако човек тргне да го прави ова со мисла дека... Не, ова името дека не ги симна тие 5, 6, 7, знам. како кој килограм има, Значи, брзо. од старт одговоривме дека не е одржливо. Значи, дека не може човек... Тоа е Мислам, првиот се предуслов... знае како ќе заврши. Тоа сакам да така. речем. Тоа е првиот предуслов за кога ќе ме праша некој тоа дали е здраво. Првото прашање што го прашуваме е дали човек може да биде на тоа 1 година и да нема никаков проблем. Тоа мислам И дека подолго. секој лаик, иако- мало дете го знае дека. ако не може, тогаш веќе и поставуваме сериозен прашалник преку тоа дали е во ред или не. Вториот момент е дека изгладнувањето честопати води кон прејадување. И човек може да мисли дека ако јаде еднаш, јаде помалку, ама де факто во тој еден оброк он може да напика 2, па дури и 3 нормални оброци, кои што би биле распределени во текот на денот и не би правеле толкав скок на шеќерот, оптеретување на дигестивниот систем, на желудникот и на сето тоа. И прашањето е што е придобивката тогаш, освен малтретирањето и измачувањето, ако ние седнеме и само дека си кажеме ама еднаш ќе јадам, и сега ќе јадам, и демек после не, и шо ако ние го изедеме истото јадење кое што би го јаделе 2 пати или 3 пати, само без моментот на прегладнување и на измачување. Моментот нема да мислам на храна, која ќе почнат да кркорат цревата и тоа како ќе мислиме на храна. Едно сум научил низ годините работејќи со пациенти со начин на исхрана. Не смее да вклучува програмата глад, која што ја правите за пациентот. Не смее да вклучува глад. Зошто? Заради тоа што ние
не сме створени гладот да можеме да го победиме. Гладот е за нас биолошки сигнал дека сме загрозени, дека нема енергија, дека немаме храна, дека нема да преживееме. Значи, гладот го покренува нашиот систем на многу нивоа. Црвено светленце. Црвено светло е. И човек ќе се бори со гладот. Недела, 2-3. Но тоа ќе му створи психолошки момент на приврзување кон храната поголемо отколку претходно. Бидејќи телото ќе почне подсвесно да ја перцепира храната, да ја гледа храната како ретка работа, како оскудна работа, како недостапна работа. И кога ќе му го дадеме моментот на пристап, ние ќе внесеме повеќе отколку што телото си бара. А и човекот си алчен по природа, така, и ненаситен, така што тоа... Затоа долгите периоди на изгладнување се, според мене, доста сомнителни како долгорочен начин на одржување на правилна телесна тежина. Впрочем, ако човек тера вака како што зборувавме, нема да има потреба да дојде до такви поекстремни. Сега тука луѓе влегуваат во грешката на поднаводници тотално опуштање, па 10, 20, 30, 40 килограми пус, и ајде сега после ќе влегуваат. Што го рековте, казнување. Казнување во. Тоа според мене не е здраво и не е паметно. Настрана што дали има некои добри автофагиски механизми, настрана е околу тоа кои се вклучуваат, како влијаат и што. Но не во овој контекст на 3 месеци, 6 месеци прејадување, поправање, дебелење, ајде сега пак преку лето слабење. Тоа сум убеден дека не е здраво. Јас многу ви благодарам на ова гостување. Се надевам дека допревме до многу луѓе кои што го имаат овој проблем. И ако ништо друго, барем е првиот чекор да почнат да размислуваат од денес на таа тема. Се надевам на еден да помогнавме, јас сум многу среќен. Завршена тогаш работата и да завршиме со она дека целиот тој процес започнува не од стомакот, туку од главата. Нашиот ум. Така и се зависи од нас. Уште еднаш многу ви благодарам. Ви благодарам за поканата.